Какви се ингеренциите на општина Центар во однос на одлуката за евентуално рушење на Порта Македонија? Па ние кога почнавме да работиме со деталниот урбанистички план Мал Рин, каде што се наоѓа и Порта Македонија, во првиот дел видовме дека има посебна заштита изготвена од Заштитно-конзерваторски центар, но сега го добивме анексот на договорот односно на Заштитно-конзерваторски каде што е тргната заштитата. Општина Центар нема некакви ингеренции, освен во деталниот урбанистички план да ја тргне заштитата, за понатака тој што бил инвеститор да одлучи каква ќе биде судбина, дали ќе преправа нешто, ќе изместува и така натака. Ние само ќе постапиме по тоа што ни го имаа дадено заштитно-конзерваторски, а тоа значи дека треба да отстраниме заштитата која што стои во претходниот план. Така да Порта Македонија си останува. Имаше разни гласени во јавноста дека не знам со тргање на заштитата ќе се сруши веднаш или не. Тоа како објект си останува, но било заштитено како одредено наследство или значајност на самата држава. Сега како објект, самиот инвеститор кој што е изградил ќе си донесе одлука што понатака. Во изминатиот период, односно кога се правеше проектот Скопје 2014, многу од заштитите беа тргнати од места каде што беа важни да стојат. И се направи едно измешување на кои објекти треба да бидат заштитени, кои не. Моментално сега тие некои работи се враќаат така како што треба да бидат, но и на објекти каде што нема потреба да има заштита, нема потреба да и се отстранети. Така се донела одлука од Заштитно-конзерваторски, ние ќе постапиме по деталниот урбанистички план, што не мора да значи дека ќе има отстранување. Тоа зависи од тој што ја градел Порта Македонија.